Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност и Оделението за сајбер безбедност при Оделот за информатика и телекомуникации во рамки на Министерството за внатрешни работи предупредуваат дека е забележана зачестена појава во изминативе денови. Непознати лица преку странски телефонски брои +63 9606 96 3624 да испраќаат пораки на македонски корисници за наводно регистриран сообраќаен прекршок и бараат наплата со платежна картичка на лажна веб страница. Измамата ја вршат на тој начин што откако лицата ќе кликнат на линкот оставен во пораката, тој води на лажна веб страница на Министерството за внатрешни работи, каде се бара да се внесе регистарска табличка од возилото. Потоа носи на нов прозорец каде е регистриран прекршок и се бара наплата од 1500 денари. Апелираме до граѓаните да бидат предпазливи, да не веруваат на пораки кои доаѓаат од нелегитимен веб-сајт на Министерството, ниту да оставаат своји лични податоци од својата платежна картичка, кои потоа представуваат цел на злоупотреба, велат од МВР. Исто така, секторот за компјутерски криминал при Министерството апелира до граѓаните и правните субјекти да не отвораат сомнителни линкови и прикачени документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи, со цел да не наседнуваат на измами од ваков вид. Покрај хартиените свидетелства на крајот од тековната учебна година, учениците од прво до трето оделение за прв пат ќе добијат и дигитални свидетелства. Оваа учебна година започнуваме со етапно воведување на дигиталните свидетелства. Тие ќе имаат идентична важност како и хартиените кои постепено ќе се заменуваат, што ќе значи олеснување на административната работа на училиштата, намалување на трошоците за печатање и онлайн достапност на документот во секое време. Продолжуваме да ја дигитализираме образовната сфера, задоволна сум од интензитетот на овој процес, затоа што речиси сите постапки за остварување на права и услуги се поедноставени и се реализираат по електронски пат. Преостанува уште уписот во високо образование, а со воведувањето на дигиталните свидетелства се отвара можност за остварување на оваа цел, изјави министерката Весна Јаневска за време на денешната посета на Македонски телеком. Од МОН наведуваат дека со воведувањето на дигиталните свидетелства учениците и нивните семејства ќе имаат полесен и побрз пристап до документите, додека училиштата ќе добијат поефикасен административен процес и трајна електронска архива. Секое дигитално свидетелство останува во трајна електронска архива и по потреба и на барање на ученик или неговото семејство може да биде отпечатано од страна на училиштето. Во следните години дигиталните свидетелства постепено ќе се воведуваат и за учениците од повисоките оделенија. Израелската владеачка коалиција предложи распуштање на парламентот, отворајќи пат за предвремени избори, соопшти партијата на премиерот Бенјамин Нетањаху. Партијата Ликуд соопшти дека 25-тиот состав на Кнесетот ќе биде распуштен пред истекот на мандатот. Изборите ќе се одржат во термин што ќе го одреди комисијата на Кнесетот, а не може да бидат закажани пред да поминат 90 дена од усвојувањето на одлуката за распуштање на парламентот, се наведува во нацрт документот пренесо израелските медиуми. Според тие избори, гласањето за распуштање на парламентот би можело да се одржи на 20 мај. Унгарија го повика рускиот амбасадор поради нападите со дронови врз западна Украина, изјави денеска унгарскиот премиер Петер Маѓар. Русија денеска изврши напад врз Украина, таргетирајќи критична инфраструктура при што на западот на земјата загинаа најмалку 3 лица. Полска како членка на НАТО ги подигна своите борбени авиони. Претходно денес Маѓар во видео објава на Facebook изјави дека Унгарија остро ги осудува руските напади со дронови врз областите во западна Украина населени со унгарско малцинство. Рускиот амбасадор е повикан утре наутро во Министерството за надворешни работи на средба со министерката за надворешни работи Анита Урбан, изјави Маѓар на пресконференција по првиот состанок на новата унгарска влада. Тој додаде дека за време на средбата ќе го осуди нападот и ќе го праша амбасадорот кога Русија има намера да ја заврши војната со Украина. Владата на поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан одржуваше блиски односи со Москва и по почетокот на руската инвазија врз Украина во 2022 година, пишува Reuters.
Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Локално ќе има развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во сабота ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен до силен ветер и услови за појава на град. Во недела ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Во Скопје во следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот. Поинтензивни процеси се очекуваат во сабота, кога ќе има услови за појава на краткотрајно невреме со интензивен пороен дожд, засилен ветер и грмежи.